Добар ден на сите. Значи, ќе подсетам на седницата кога се бираше владата. Јас тогаш јавно ја изразив радоста што заменик министерка заменик министерка во Министерството за животна средина ќе биде Христина Оџаклиевска од Дом. Зошто? Заради нејзиното CV, кое што потврдуваше дека има огромно искуство и посветеност на заштитата на животната средина. Истото денеска ми се потврди слушајќи го господинот Коцич, и да бидам искрена, јас имам морално право да зборувам за сопствен придонес, зашто сум заколнат пешак. Иако ми припишуваа во изборите не знам какви аута и кола, јас не возам, значи и немам потреба од тоа. Кога влегов во О2, значи ја не во ЦЕО, во О2, и кога ја видов листата на луѓето, повторно се израдував, реков, еве, дојде моментот кога ние не за време на или по комисиската расправа, туку пред да почне комисиската расправа, очекував да седнеме сите и да излеземе со заеднички амандмани. Се зачудив дека тоа не се случи, иако бев информирана дека сите сме ги добиле предлозите, но еве, значи останува можноста тоа да го сториме дискутирајќи за амандманите врзани за заштитата на човековата средина, и се разбира да гласаме соодветно на тоа, зашто бидејќи јас како пратеничката Морачанин не сум член на оваа комисија. Зошто мислам дека радикална екологиска сум, сте го чуле тоа, и се чудам зошто председателот не собра сила да се обрати пред ова собрание за оваа област. Зошто? Бидејќи денеска таа се третира како безбедносно прашање, дури во многу држави постојат закани од невладиниот сектор и од освестените пратеници дека ќе бараат воведување на кризна или вонредна состојба од овие причини, и затоа, да бидам искрена, малку сум збунета од буџетот. Видете, 0,1 или 0,4, што значат? Дека волшебничка да сте, волшебничка да е господјата Христина Оџаклиевска, медеја да е, питија да е, или да има, да биде волшебникот од ос министерот, доцна е. Тие би требало да се изборат за поинаков статус на еколошката заштита. Еве зашто. Денеска, правото на здрава животна средина, инаку загарантирано како темелна вредност на нашиот уставен поредок, се смета за едно од најважните, дури се тврди дека е неразделно од правото на живот. Не на здрава животна средина, од правото на живот. Значи нам, на билките, на животните, правото на живот ни е загрозено со тоа што секој ден со децении, не велам дека е тоа од сега, значи во врвот на најзагадените земји сме. Може би само Индија може да ни конкурира. Затоа јас мислев дека, и затоа станав, зашто мислев дека дружењето со О2, што значи? Значи можност за департизација и деполитизација во нашиот пратенички поглед на овие прашања, и гаранција дека ќе покажеме нешто што е денеска неминовно во борбата во заштитата со човековата средина, за здрава животна средина. Содружништвото со невладиниот сектор. Бидејќи навистина тамо има луѓе кои многу повеќе знаат од нас,
Многу повеќе сториле од нас и мојата радост беше кога гледам дека дел од нив седат овде, без оглед дали е тоа, најсрекна бев, морам да кажам, што видов луѓе од Социјалдемократскиот сојуз кои се во таа листа и велам, сега ние атак ќе направиме на буџетот. Зошто? За да ги освестиме оние кои не сваќаат дека се работи за нашиот живот, за нашиот и за животот на нашите најмили и да дојдеме до поинакви решенија. И навистина е шокантно колку да сакаме ние да броиме успеси секоја чесна истите, дека можете со 0,4 од буџетот или со 0,1 од бруто општествениот производ во оваа година да направите некој голем исчекор. Може би не се бројките најпрецизни, меѓутоа јас тие бројки ги најдов. Значи, навистина очекувам поинаков пристап кон еколошката сфера. Нашиот устав тука, освен темелната вредност и една одредба, е сиромашен во гаранциите. Денеска токму слушаме и од највисоките представници во Европската Унија, да ја споменам во последното обраќање господјата Меркел во рамките на така наречениот Берлински процес, второто што го потенцира беше еколошка посветеност, заштита на здравата човекова средина. Видете, тоа веројатно е најскапиот кластер во рамките на преговарачката рамка за сите држави, ама и најважниот. И јас мислев дека време е, барем сега, да направиме еден исчекор, да покажеме дека владата мора да внимава на она што и нејзиното здравје го штити, особено кога има меѓу своите редови некој кој тоа го правел многу посветено, и навистина малку сум изненадена. Дел од членовите на О2 ги нема овде, јас мислев дека овде се разбира и покрај почитувањето на ковид мерките, ќе се собереме, зашто јас да бидам искрена, во буџетот во моментов не гледам поважно прашање на кое треба да му се посвети најголемото пратеничко внимание. Зошто? Бидејќи пак справувањето со COVID-19 е директно врзано исто така за здравата животна средина. Не мислам јас да бидам овде поумна од луѓе кои тоа го знаат подобро од мене, лекарите или оние кои се во оваа област, колку важно е, справувајќи се со овие закани по животната средина, да направиме голем исчекор и во менаџирањето со COVID-19 кризата. Искрено очекувам од членовите, од пратеничките и пратениците на СДСМ кои се членови на оваа комисија и од сите други на оваа линија, уште денеска да покажат посветеност и респект кон анализите, кон трудот, кон обзнанувањето на состојбите, драматични состојби. Не треба тука докажување. Доволно е да погледнеме. Дури се плашам дека може би и на умот ни се одразуваат присуството на тешките метали кога резонираме, бидејќи велат дека тоа бил ноторен факт, така велат лекарите. Значи да заклучам. Мене во овој случај воопшто не ми е важно дали сум член на пратеничката група таа и таа. Јас повторувам, држете ме за збор, дека радикално ќе се однесувам кон еколошката дилема, кон еколошките прашања, ќе гласам по свое, ќе го штитам сопствениот живот, зашто многу пати сум рекла дека една мала земја како Македонија ја замислувам како земја
на здрава храна, на туризам, на култура и дека не прифаќам рудници, не е важно кој ќе биде на власт, тоа сум го кажала многу пати, и не знам колку потпишавме со председателот зелени агенди, ама уште не исушено мастилото, ништо не се случи. Значи, јас ве молам, кон овој пакет од 15 амандмани, поинаку да се однесувате од било кои други амандмани. Јас знам во каква состојба е заменик министерот денеска. Не е многу убаво човек да знае дека однапред е нешто решено и дека тоа што е напишано ќе биде изгласано, но ве молам, не може партиската верба или посветеност да биде поголема од респектот кон животот. Наш, на билките и на животните. И затоа јас ве молам за поддршка, затоа што поддршката значи поддршка и на О2, инаку чуму сме тамо, ако не за да покажеме дека го почитуваме знаењето и експертизата, затоа што тоа е во интерес на сите нас. Благодарам. Благодарам, професорка. Бидејќи никој нема за реплика,